Кои беа хероите и хероините на приказна? Ќе ви откриеме во оваа приказна, но ќе се запознаеме и со нови. Останете со нас. Мартина Димовска е една од најуспешните македонки во светот, а незината приказна за аналогната мисија Марс разбуди интерес кај целата јавност при крајот од 2022 година. Младата кичевчанка учествуваше во проектот Мисија на Марс на Универзитетот на Јужна Дакота, спонзорирано од НАСА. Станува збор за аналогна мисија, а ваквите мисии се од огромна вредност за научната вселенска заедница. Иако имавме мноштво на многу интересни проекти, знам дека можам да ги набрам насловите и од прилика за што се работи, меѓутоа не смеам да навлагам во сензитивноста на податоците на истите, затоа што сепак тие се работени од докторанти на кои што после објавата на тие научни трудови може да им се смени кариерата, се поддржани од научни институции или пак вселенски агенции и не смеам да ги нарушам клаузулите на доверливост, бидејќи имаат NDA agreements што не смеат да имаат таков бридж. Меѓутоа, за мене, два најкул експерименти беа CardioBreath и ExoLab. CardioBreath ти ги мери виталните знаци, а ExoLab е уред во кој што растеш растенија. Пред да оди на аналогната мисија, Мартина извесен период престојувала во Силиконската долина. Таму, штом ги завршив сите потребни тестови што ме квалификуваа за мисијата и добив официјална потврда дека ќе сум дел од тимот, им кажав на моите блиски пријатели. Навистина беа изненадени што не сум возбудена и немам трема, меѓутоа доста долго се подготвував за ваква аналогна мисија. Порано на мојот Инстаграм профил кажував во кои аналогни мисии сум прифатена и кои се можностите што овие мисии ги даваат. Само на моите магистерски ми се прошири тој диапазон на што е добро на мојата позадина и каде би требало да се вклучам. Дополнително, навистина долго се спремав. Цела година нуркав при екстремни температури и сега имам науни сертификат за нуркање. Така да не ми беше огромна возбуда затоа што знаев што треба да се изработи за да припаднеш во овој сектор и долго се подготвував, меѓутоа ми е драго што можев да го направам тоа успешно. Димовска е девојка со една од најневообичаените професии за нашето поднебје – магистар на вселенски науки. За приказна, вели дека што повеќе се прави науката инклузивна, така се повеќе млади луѓе добиваат шанса да го дадат својот придонес. Освен тоа што соработуваш со вселенски агенции, колку и да е предизвикувачки, тешко и наведно невозможно, ако го изоздиш патот можеш да најдеш начини да се вклучиш. Друга кул ствар е што можеш да полетеш ствари во вселената, без разлика дали е тоа меѓународната вселенска станица или пак тоа е до месечината, нема врска дали е тоа дигитално или пак физичко нешто, или пак тоа се проекти на кои што работиш, како што се CardioBreath и ExoLab, пак можеш да кажеш дека имаш нешто полетано во вселената. Освен моите проекти CardioBreath и ExoLab, се имам вклучувани во други слични проекти, како на пример, еве тука си ги запишав, како European AstroPy надпреварот, каде што имаш порака што астронаутите ја читаат, која што твој тим ја кодира. Или пак има outreach програми каде што го праќаш твоето име на месечината и се враќа, нели лета до месечината и се враќа иако е на USB стик во дигитална форма. Мартина вели дека успева на толку многу полиња кога е надвор од токсични средини и кога има луѓе што ја сакаат и поддржуваат без разлика на се. Незините планови за во иднина се големи. Не секој сака да има активна инволвираност во истражувања, затоа што тоа се напорни сати и многу работа за да се полета нешто како CardioBreath или ExoLab. Или пак не секој сака да биде дел од програми што те учат да кодираш, каде што праќаш код на меѓународната вселенска станица и астронаути го читаат, или пак не сака секој да оди во тие outreach програми каде што ќе го испрати името на USB стик да му биде полетано околу месечината. Некои луѓе сакаат физички опипливи работи да испратат во вселената. Па така, Space Generation Council и Blue Origin имаат картичка што можеш да ја полеташ и да ти биде вратена на твоја адреса. Ваква имам и јас и ја чекам и се надевам дека овој проект ќе можам да го преведам на македонски, штом поактивно се инволвирам во Space Generation Council и ќе имаат многу луѓе можност да полетаат нешто физичко и да им биде вратено со печат дека било полетано во вселената и да стигне повторно назад до нив. Патриархалните вредности и традиционалната поделба на родовите улоги во нашава земја влијаат врз позицијата на жената, како во семејството, така и во општеството. Токму и затоа во приказните минатата година посветивме внимание и се заложивме за родова еднаквост и надминување на стереотипите.
Телесната независност е основа за родовата еднаквост и уживање на сите човекови права, вклучувајќи го и правото на здравје и правото на живот, без насилство. Во многу земји сексуалниот чин без согласност на брачните партнери не се препознава како насилство. Ако се стремиме да создадеме општество во кое што жените ќе бидат еднакви, како во граѓанскиот, општествениот сектор, во политиката, економски, социјално, секогаш овие прашања треба да бидат дел од правењето на политики. Уште во раното детство на девојчињата и момчињата им се всадуваат одредени улоги кои би требало да ги имаат. Жената речиси секогаш се идентификува со домот и семејството, а мажот со управувањето и раководењето. Има повеќе, но два се најзастапени. Едниот стереотип е представувањето на жените преку нивната традиционална патриархална улога на жена, мајка, домаќинка, она која што се грижи примарно за домот. Тоа, да речеме, во нашите истражувања, во истражувањата на агенцијата се појавило обично кога имало прилози, особено е видливо кога има прилози за празници, например, и тогаш нема некоја алтернативна приказна за како семено се подготвуваат за празникот, туку секогаш е како домаќинката подготвува за празникот. Исто така се појавува и при една ситуација која не им се случува на мажите, тоа е, например, во интервјуа, кога се представуваат жени кои што се успешни во својата кариера, редовно да им се постави и прашањето, а како го согласувате вашиот приватен со вашиот деловен живот? Како мажите да не се наоѓаат во таа ситуација да треба да жонглираат со повеќе функции наеднаш. Подредената положба која жените ја чувствуваат секојдневно може да има најразлични форми на дискриминација, подценување, навреда, контрола, експлоатација, угнетеност и насилство во семејството, на работното место и во општеството. Кога станува збор за жените, јавноста си дава за право да коментира за нејзиниот изглед, за нејзината возраст, за нејзиниот аутфит, што не е случај со мажите. Ние постојано укажуваме дека несанкционирањето на говорот на омраза, дали е родово базиран или не, сега не правам разлика, зборувам генерално, и нешто што говори за што може да доведе до заклучок дека едноставно се толерира и да ги охрабрува понатаму сторителите да продолжат со говорот на омраза. Ова го велам од проста причина што ние имаме поднесено дузина кривични пријави пред јавниот обвинител, меѓутоа по ниту една наша кривична пријава не е покрената постапка, односно јавниот обвинител не констатирал дека постои потреба да се покрене таква постапка и да се санкционира. Во Македонија само 5% од жените кои живеат во руралните средини се сопственици на земјиште, во најголем дел заради традицијата дека земјиштето се дели меѓу машките членови во семејството. Со ова им се намалува можноста на жените да аплицираат за заеми без средства на нивно име. Само 5% од жените кои што живеат во рурални средини имаат собствен имот. Значи, имаат имот на свое име и со самото тоа што тој процент е толку нисок, жените ни кажуваат колку се економски немоćни и да имаат некоја идеја да започнат некоја работа или бизнис во рурална средина, таа не е кредитоспособна со самото тоа што нема имот на собствено име. Сето тоа е убаво ако жената сето тоа би било поинаку ако жената тоа не го прифаќа и се покорува на тие традиционални непишани правила во кои што и сами кажавте, сваќањата дека имото треба да остане на машките деца во семејството. Економската независност на жените е клучна како дел од политиките за спречување насилство кај жените и децата. Една од причините за кои што жените не се решаваат да го напуштат семејството во кое што се жртви на насилство е веројатно економската зависност. Пред 2 години за време на локдаунот имавме заедно со Министерството за труд, со Министерството за внатрешни работи UNFPA, имавме проект за да ги стимулираме жените да пријавуваат родово базирано насилство, бидејќи знаете во тој период на карантин имаше многу повисок процент на жени кои што беа жртви, не само жени и деца,
во многу мал процент мажи. Меѓутоа, она што дојдовме до заклучок дека имаше огромен број на пријавени случаи на насилство. Меѓутоа, за жал, многу малку се осудува да напуштат таа средина во која што беа жртви на насилство. Чувството на подреденост ја уништува самопочита и самодовербата кај жените и ги ограничува нивните аспирации. И во 21 век и во ова 2022 година, кога зборуваме за жените и нивната позиција во општеството, споредбено со тоа дали има некои пропратни елементи како што набројавте во прашањето, заклучокот е дека да. Но она што особено е значајно и е важно да сите ние се однесуваме во општеството е дали таквите однесувања ќе ги прифатиме или ќе ги осудиме. Без разлика дали станува збор за нас, жените или сите во едно општество, треба да настапиме со осудување. Не без оглед на тоа дали се предмет на вакви етикетирања се жените во политиката или жените во било која друга сфера од општеството, едноставно за некои појави не сме да има простор. Затоа што на прва можеби звучи дека само не критикуваат врз основа на тоа што сме жени, меѓутоа таквиот тип на појави како сексизам и дискриминација можат за жал да предизвикаат и други несакани појави во општеството и многу често гледаме дека тие предизвикуваат и насилство врз жените, психичко и физичко подеднакво. Така што мора да бидеме гласни во осудувањето и се разбира да бидеме обединети во борбата против ваквите појави. Морам да признам дека не ми беше сеедно со сите тие напади, не би ги нарекла критики, затоа што критиките се добронамерни, јас барем ги разбирам добронамерно и секој еден човек што решава да се занимава со јавен живот без разлика дали е политика или нешто друго, треба да биде спремен дека ќе постојат критики. Но убаво рековте во прашањето, јас бев предмет на напади и тоа во голем дел беа лични напади, врз основа на мојот изглед, начинот на облекување и така натаму. И веројатно има една единствена цел, а тоа беше да ме демотивираат да продолжам по патот кој сум започнала да го одам. Како што гледате и после 8 месеци од почетокот на тие напади, јас сум се уште на истата позиција, не се колебам за тоа што сум тука и немам намера. Се разбира, пак ќе кажам, критиките кои ги имаше и беа добронамерни, јас така и ги прифатив. И јас им благодарам на сите тие критичари и јавно и приватно, кои што ми даваа определени сугестии, не само во поглед на моето однесување и облекување, меѓутоа и во поглед на работата, затоа што целта на секој еден од нас е да се стремиме да бидеме подобри во тоа што го работиме, а секогаш за добрите критики има доволно простор. Но, пак ќе кажам, нападите ми беа изненадување, затоа што кога се нафатив на оваа позиција, очекував дека ќе дискутираме за политиките, за начинот на кој што раководам со Министерството, за политиките кои ги водам и процесите кои се одвиваат, а не за нешто што јас лично го сметам како споредно. Апсолутно да. Иако од моја страна не беше поттикнато, меѓутоа секако во еден период кога тие напади станаа веќе и примитивни, и неиздржани, голем број на жени, голем дел од нив и не ги познавам лично, меѓутоа некако почувствував дека се обединија во гласноста да зборуваат и да ги осудат таквите напади. Јас им благодарам на сите нив, заради тоа што тогаш сватив дека во суштина не сум само министерка сама, оставена, туку и општеството гледа што се случува и мило ми е што таквиот тип на реакција го гледам и понатаму, секогаш кога било која некоја од жените и во политиката и во јавноста ќе биде предмет на вакви напади и на вакви неосновани критики, се разбира лични напади повеќе или на било каков вид на омаловажување. Тоа значи дека ние жените знаеме да се обединиме и да се помагаме меѓу себе. Ќе кажам многу уверено дека да, многу повеќе се предмет, заради тоа што веројатно на мажите им пречи тоа што повеќе навлегуваме во сите сфери од живеењето и се истакнуваме повеќе и во простор за кој што до поодамна сметале дека е исклучиво машка професија. Веќе денес
професиите не ги делиме на машки и на женски, туку нам жените не има буквално секаде, и тоа не заради тоа што сакаме да освојуваме нечија територија, туку затоа што сметаме дека имаме доволно капацитет и квалитети кои треба да ги покажеме и со кои што треба практично да помогнеме во општественото живење, а со тоа на крајот и помагаме и на нашата држава. Мојата претходничка веројатно ја разби табу темата дека министер за одбрана не може да биде жена, и таа се вброи во една од поуспешните министри за одбрана во нашата држава. Така што мене веќе сега прашањето не ми се поставува како е да се биде жена министерка за одбрана, а дали Македонија е подготвена за жена премиерка или председателка, ќе го одговорам на два начина. Прво, дали имаме некој кој што има таков капацитет, ќе речам дека да, апсолутно имаме, затоа што за овие 30 години, особено независно на нашата држава, многу жени, без оглед дали се од политичката сфера или од некое друго општествено живење, покажаа дека имаат доволно квалитети и успешно се водат на позициите кои ги имале и ги имаат се уште. И со тоа даваат надеж дека жените не се само квота, не се само бројка во општеството, туку се и реалност, и тоа дава реални и добри квалитетни резултати. Дали Македонија е подготвена? Мислам дека е повеќе прашање на тоа колку ваквите успешни жени се видливи и колку се почесто присутни во нашето живење, но јас сум убедена дека нашите граѓани одлуките на изборите, без разлика дали се председателски, парламентарни, локални и така натаму, во иднина нема, се помалку ќе ги носат на тоа дали некој кандидат е жена или маж, туку ќе бидат уверени во неговите или незините квалитети. Хуманитарната организација Свети Спас, што функционира со помош на донациите на многу хумани граѓани и фирми, и во 2022 година израдува многу семејства на кои им требаше помош, особено храна. Денеска во приказна разговараме со отец Оливер Петровски, која води оваа хуманитарна организација. Скопје, Охрид, Струга, Прилеп, Битола, Гевгелија, значи буквално секаде. Оному каде што има потреба, ние се обидуваме барем да припомогнеме, но за жал не можеме секогаш и секаде да помогнеме. Најмногу мислам дека сепак беше во Скопје како главен град на државата, меѓутоа и на седиште на хуманитарната организација Свети Спас. Точно е, мислам, факт е дека имаме најмногу семејства, сепак Скопје град од 600.000 жители, и сосема нормално дека тука има и најголема потреба од помош заради тоа што има најмногу луѓе. Хуманитарната организација функционира благодарение на волонтерите. Благодарам на Бога што имаме некоја поддршка меѓу луѓето и во моментов имаме волонтери. Но волонтери, како што знаеме, никогаш не е доволно. Така што секако дека ни требаат секогаш повеќе. 2 раце повеќе за нас наистина значат дури и премногу. Еве во моментов имаме голема потреба од волонтери, од помош во работна сила, да кажеме, во нашата кујна, црковна народната кујна која што се наоѓа во Горно Лисиче. Така што ако има заинтересирани, ние наистина ќе бидеме многу благодарни ако се приклучат како волонтери на хуманитарната организација. Има многу фирми и познати личности во светот што практикуваат да донираат, но каква е ситуацијата кај нас? Јас можам да се пофалам, така да кажам, дека доста личности од јавниот живот се вклучуваат во хуманитарната организација Свети Спас, посебно да кажеме пеачките, нели, како Антонија Гиговска, како Елена Петреска, Андријана Јаневска, Бени и така натаму. Меѓутоа, тоа не е за жал случај, ќе кажам, во сферата на бизнисот. Се надевам дека ќе имаме уште многу вакви луѓе, дека ќе се вклучуваат што е можно повеќе, заради тоа што дефинитивно знаеме дека Македонија е социјална држава, знаеме дека државната статистика вели дека 650.000 луѓе во Македонија не може да се дозволат повеќе од еден оброк дневно. Кога ги знаеме сите тие информации, мислам дека би требало оние кои што може да помогнат да бидат малце повеќе вклучени, со цел да намалиме гладот, да намалиме тагата помеѓу нашиот народ. Убаво е луѓето да си подадат рака, бидејќи само така ќе ги почувствувате најголемите благодети на душата. Од каде да почнеме? Дали да почнеме од заповедите на нашиот Господ Исус Христос или од воопшто од праксата на етиката и моралот? Значи, буквално во сите религии најзастапена е љубовта.
Втората заповед, најголема заповед, ни вели сакај го својот ближен како себе си. Тоа значи дека ако го сакаме својот ближен како себе си, нема да дозволиме тој да гладува, нема да дозволиме тој да тагува, нема да дозволиме тој да биде гол, бос, необлечен или значи ќе се обидуваме на секој можен начин да му помогнеме. На крај ќе кажеме еве дека всушност не е среќен оној кој што има, среќен оној кој што знае тоа да го сподели. Радоста на споделувањето е навистина нешто што не може да се објасни, и се надевам дека секој од нас еден ден ќе го доживее со самото тоа што ќе го сподели она што го има. Не случајно нашиот Господ Исус Христос ни дал заповеди како ако имаш две кошули дај едната на ближниот. На тој начин всушност ние ја шириме љубовта која што треба да имаме да има секој од нас. Кирил Јанчовски од Скопје пред неколку години се соочи со сериозен здравствен проблем. Неговите бубрези целосно престанаа да работат поради што тој беше соочен со тежок животен предизвик. Во мојот случај се работеше за автоимуна болест, IgA нефропатија, што реално науката нема откриено што се појавуваат овие автоимуни болести. Од кога ми започна особична крвна анализа во лабораторија, кога почнав да посетувам клиника с испитувања, ми кажаа дека имам некои 6-7 години до диализа, меѓутоа брзо прогресираше болеста и за 1,5 година се најдов на диализа, да кажеме. Опцијата беше што е можно побрзо на диализа, со цел да не се оптеретува срцето и другите органи, бидејќи се собират, како што кажав, течности во организмот. Со цел да се почне диализата, мора прво да се направи операција, да речеме, тоа е фистула на раката што се појавува, што се прави. Без таа фистула не може да се приклучиме на апаратот за диализа. Направив операција после 3 недели почнав со диализата. Кирил вели дека во тие моменти диализата била единствен начин кој му овозможил нормално да ги извршува секојдневните работни задачи, но и семејните и родителските активности. Се знае, диализата понеделник, среда, петок по 4,5 до 5 часа. Сабота и недела само не се оди на диализа, меѓутоа колку повеќе денови не одиме на диализа, се собира поголема количина на вода која што мора да извади апаратот за диализа. Тоа значи, например, ако бубрезите работат секојдневно, постојано, кај човек што е здрав, машината треба тоа да го сработи за 4 до 5 часа, се тоа уназад 48 сати што бубрезите што не работат. Тоа значи крвта да извади, да ја филтрира, да изфрли сите токсини што се од организмот и на крај со намалена килажа да ме пушти дома. Например, стигнувам со една килажа на 100 кила, например, да кажеме, 100 килограми, си заминувам за 4 часа со 96 килограми. Зборуваме намалување на 4 килограми за 4 часа. И тоа е секојдневие, преку еден ден. Што се вика, немаме опција на одложување, немаме опција, да кажеме, сега идеме на одмор. Во тој момент мора да се почитува упатството од докторите како треба ние да работиме, како да живееме односно. Телефонски повик во 23 часот пред 4 години целосно му го промени животот на Кирил. Во тој момент, преквечер, како што ми се јавија од клиника, не ми оставија недоволно простор. Ми кажа, и ваква е ситуацијата, има компатибилен бубрек, бидејќи јас претходно ги имав извршено сите испитувања и со таа цел беше да направам трансплантација, мојата мајка да биде донор. Меѓутоа излезе дека и она не може да ми донира бубрек поради икс причини здравствени, кои што имаше она некои други проблеми. И кога ми се јавија, требаше да одговорам за 15 минути. Прво што можев да помислам што ќе се случи. Немав многу може подобро што ми кажаа толку краток термин, бидејќи доколку имав поголем термин, ќе почнем да читам на интернет како е процент на успешност и тие работи. И само реков ќе одам. Другата опција ми беше во тој момент да продолжам да живеам уште не знам колку години, дека тоа не значи дека јас што 30 години ќе одам на диализа. Може да значи уште една година,
може да значи 20, 30, ама тоа е све лотарија. Тие беа опциите. Или сега одам на трансплантација или го продолжувам животот како што беше со секој втор ден со дијализа. Чувство на збунетост, среќа, но и неизвестност. За среќа, трансплантацијата поминува добро. По неколку недели во болница, силна поддршка и посветеност од страна на докторите и целиот медицински тим, за Кирил почнува нова етапа од неговиот живот. Кога заврши целата операција, после 3 недели, уште 2 до 3 месеци мора да се внимава многу, зборуваме за инфекции, за вируси да не се фатат тие работи, да настане проблем. Од кога се тоа заврши во окей, имам терапија што секојдневно морам да ја користам и почнав за 3 месеци се врати веќе во нормала со извршување на секојдневни товарски, со работа, со сите нормални обврски. Трансплантацијата значи живот. Во момент на тага, некое семејство да одлучи да спаси други 2 животи. За Кирил е најхуманиот чин што може да се случи. Во тој момент сите реагираме различно, но сепак тие луѓе се одлучиле да помогнат и ми помогнаа да ми го спасија животот. Како што кажа претходно, не се знае уште колку години на дијализа може да издржи организмот, секој организам си е различен. Имавме пациенти кога што одев на дијализа и по 20 години, што без проблем. Имаше и пациенти што по неколку години го завршија животот. Бидејќи дијализата ги оштетува и другите органи. Таа количина што се собира на течност неколку дена го прави голем притисок на срцето. Па потоа наеднаш вадење голема количина на течности исто го оштетува срцето. Но еве, тука сме се заврши одлично. Само можам да им се заблагодарам на сите и на фамилијата и на докторите на тимот комплетно. Личното соочување на Александар со дијагнозата на мултиплекс склероза не го доживува како непознатост. Најмногу поради фактот што на некој начин семејната историја со неговата мајка во неговиот случај се репризира. Првите симптоми на МСМ бија го изгубив видот на десното око и еден офталмолог ми со преглед офталмолошки се посомнува на МС. И јас веќе знаев дека тоа е тоа, бидејќи имам фамилиарна анамнеза, бидејќи мојата мајка исто боледе од МС. Предходно, значи, сум се сретнал со таа болест. Дијагнозата му е поставена на 30 годишна возраст. Тогаш имав 30 години, кога ми ја диагностицира, а мајка ми е веќе 18 години со болеста. Реакциите на пријателите и колегите биле бурни. Сите реакција, и тоа, да кажеме, по-драматични реакции, ама како што кажав, бидејќи ја не бев оптеретен од ДМС, или барем така се чувствував, и они малце како да се подсмирија. Професионално Александар ги послушал советите на лицата со МС искуство и одлучил да направи избор на работа низ која ќе може да се носи со предизвиците на болеста. Во тој момент работев продажба, како постресна и подинамична работа, ми советува некои луѓе, колеги конкретно, што си има исто сретнато со болеста, да се повлечам од продажбата и да преминам во некоја, да речеме, полабава работа, па почнав да се занимавам со логистика. Во процесот на привикнување на мултипла склерозата, чувствата и емоциите играат централна улога во пронаоѓањето нова цел во животот. Кај Александар, тие емоции на некој начин не се новина. Неговото семејство веќе ги доживеало предходно со неговата мајка. Многу веројатно, поради семејното искуство со неговата мајка, тој брзо и смирено го прифаќа сознанието дека има мултипла склероза. Па така, само иронично се насмеав, бидејќи живее веќе со таа болест во семејството. И само иронично се насмеав, бидејќи си реков зари мене. И толку беше. Немав некој посебен притисок, бидејќи знам како изгледа животот со МС. Едноставно брзо го прифатив тоа дека имам МС.
Но смиреноста исчезнала кога мултиплекс своевремено била диагностицирана кај неговата мајка. Тогаш емоциите и реакциите биле многу поразлични. Таму беа малце подраматични реакциите. Јас со мојата смиреност мислам дека ги олабавив и семејството и пријателите кога им кажав за диагнозата. Додека секојдневно се среќавате со предизвиците на животот со мултипла склероза и учите нови начини за правење на работите, ќе препознаете нова сила и талент на кој не сте биле свесни. Тоа на некој начин, како што вели Александар, е добар момент да си поставите приоритети. Почнав малце поинаку да гледам на светот, дека не е се така црно и бело, дека може некако да секој проблем може да се реши на поинаков начин. Почнав да повеќе да внимавам на себе, на она што јадам, нервозата и такви работи. Се обидува да се храни здраво. До она што читам, најдобро е свежата храна. Мислам, како за се, така и за ова, и гледам во поголем дел тоа да биде таква храна. Здравствениот систем за лицата со оваа болест ги покажува маните, како и за другите здравствени проблеми, вели Александар. Општо целиот здравствен систем е така малце, како да се изразам, поназаден или недоволно посветува внимание на болните, така и за ЕМС. А јас по природа сум доста стрплив, па така да некако се снаоѓам низ лавиринтите. Христијан Стојанов е при крај со студиите на Факултетот за библиотекарство при Педагошкиот факултет Свети Климент Охридски во Скопје. Сака да танцува, да плива, да се дружи, да чита, но и да стане библиотекар. Неговата приказна е навистина инспиративна и показател дека на патот кон големите желби не може да ви застане никој и ништо. Кога бев мал, многу сакав сликовници, а потоа одев во училишната библиотека да земам лектири, ги сакам. Книгите за историја и весници, кога требаше да одберам калкутет, кога ги видов предметите, дека во нив историја на книгите, чување на стари весници, решив да се запишам. Христијан ги сака библиотеките поради старите убави книги и весници кои може да се најдат само таму. Во училиштето каде што завршил основно Димо Хаџидимов во Скопје, неколку месеци одел на пракса во училишната библиотека. Во моето то основно училиште Димо Хаџидимов дава книги на учениците и ги редевме книгите по азбучен ред. Одењето на пракса во библиотеката за него представувало голема радост, бидејќи одблиску можел да види како се работи таму. А сето тоа било мотив плюс денес уште повеќе да го сака библиотекарството. Сакам да бидам добар библиотекар во библиотеката, браќам младенци да научам како се чуват старите книги и весници. Христијан за крај додава дека многу сака да чита и списанија за автомобили, историја и да памети факти. Со факултетот е при крај, па затоа му посакуваме што побрзо остварување на желбата. Работа во библиотека. Љубовта сама по себе е инспирација. Со оваа реченица Емилијана Велковска-Вебер не воведе во својата приказна. Од мала вели била играорка, а фолклорот е нешто во кое ужива и се пронаоѓа самата себе. Заминува во Америка, го запознава својот сопруг, Брет Вебер,
И по свадбата таму носи одлука нашата култура, традиција и фолклор да ги представи на неговото семејство, но овој пат на домашен терен. Јас сум веќе 2,5 години во Америка. Имав можност да се запознам со луѓе што веќе долго време се таму и долго време живеат. Кога збориме за наша традиција, наша култура, сето тоа некако многу поемотивно го доживуваме таму, ни фали, малце носталгични сме, ја цениме повеќе, нели, има изрека додека не изгубиш нешто не знаеш колку вреди. Мислам дека сите тие што се заминати од тука, се отидени на страна, дека се осеќаат исто како ја што се осеќам. Дека ни фали тоа, ни фали културата, ни фали традицијата. Подготовките за се она што ќе ги очекува гостите кога ќе дојдат во Македонија започнуваат во Америка неколку месеци порано. Јас имав можност да ги запознам и сопругот и семејството малце со нашата култура, со нашиот фолклор. Во македонските цркви кои што ги имаме во Америка, веќе кога организираат празници, имаат ора, така тапани, зурли, така го спремив малце што да очекува од свадбата, но сепак целокупната свадба беше нешто многу поразлично од тоа што има можност малце да видат во Америка. Семејството на сопругот ги однесов на танец кога има турнеја низ Америка, да видат како изгледа таа наша традиција и култура и наш фолклор. Беа импресионирани, мислам, од движењата кои што ги имаме, координација на тело, пошто америчките свадби се повеќе како диско забава, повеќе како бар, така да очекуваа нешто, но тоа што го спремевме ние на самата свадба беше нешто воодушевувачки. Свадба со македонски ора, гости кои го научиле рамното, зет кој за прв пат облекол македонска народна носија, обичаи од традиционална македонска свадба. Сето ова било вистинско воодушевување за гостите од Америка. Моето потекло од Крива Паланка, така да конкретно носиите беа од Кривопаланечки регион. Имаме различни носии, од секој регион се различни, но делот од кој што моите родители потекнуваат и од кој што јас потекнувам, беа носиите што ги носевме на свадбата. Америчката култура се состои од мешавина на многу нации, многу луѓе, но сепак ние тоа што го имаме е уникатно. Можам да кажам дека стварно уникатно. Од обичаи извадивме доста, бидејќи и сопругот не му се познати целата координација и учење на обичаите, нели, земање невеста од дома, ставање пари во кондури, буткање на врата, сите тие обичаи ги извадивме, но ставивме акцент на запознавање меѓу родителите, фамилиите едни со други, кршењето на погача, кое што означува осватување, нели, близина. Тоа беше нешто на вистина значајно за нив кога ја разбра суштината на кршење на погача. Доколку го сакате и се гордеете со она што е ваше културно и традиционално обележје, тогаш и другите ќе го почувствуваат тоа. Емилијана со голема љубов и гордост пристапила на целата оваа приказна, па затоа нивната свадба е нешто многу повеќе од една обична веселба за роднините и пријателите. Беа малце скептични се тоа како ќе се одвива, како ќе биде на крај, да кажам на некој начин и моја победа беше успеав да ставам на тањер се ние што имаме, што негуваме, како го негуваме сето тоа. Отидоа со воодушевување, се уште зборат за тоа, се уште слушам колку прекрасно беше, колку динамично. Тоа за мене на некој начин е успех, бидејќи успеав да пренесам нешто. Јас како единка од Македонија успеав да пренесам наша култура, традиција и фолклор во Америка, така да сакаат да се вратат. Мислам дека уште една свадба македонска нема да прави. Но сакаат пак да продолжат да го гледат тоа, да ја негуваат и они традицијата ние што ја пружаме. Ова беше одличен пресек на сите оние лица кои што беа инспирација за нас во приказна. Веруваме дека меѓу вас има и други инспиративни ликови, ќе се обидеме во следнава сезона да ги ловиме заедно. Довидување!